41 недела, октомври, чудната месечина. Сега сме тука. Земјата не носи од есенската рамноденица на зимската краткоденица. Таму ќе стигнеме за 10 недели. На екранот ја гледате месечината така како што се гледа низ прозорецот. Вашиот екран е прозорецот на вселенскиот брод Земја. Секој ден месечината го менува својот изглед. 2 недели српот расте, додека не стане полна месечина. Потоа 2 недели опаѓа, се смалува од ден во ден. Растечката месечина можете да ја видите попладне, но не наутро. Зошто? Земјата се врти, а сонцето и месечината патуваат одлево надесно. Растечката месечина е лево од сонцето. Српот е осветлената страна и секогаш е завртен на кај сонцето. Кога сонцето наутро ќе изгрее, месечината е доле лево. Се уште е под хоризонтот и не можеме да ја видиме. Излегува после сонцето, лево од него. Во текот на денот го поминува небото позади сонцето, следејќи го. Навечер месечината заоѓа после сонцето и сјае 2 до 3 часови пред своето заоѓање. Во текот на 2 недели, додека врти околу сонцето, месечината поминува десно од сонцето. Тогаш ја гледаме наутро бидејќи излегува пред сонцето. Месечината опаѓа. Го поминува небото десно од сонцето и заоѓа пред него. Навечер не можеме да ја видиме. Опаѓачката месечина се гледа наутро, затоа што е десно пред сонцето. Растечката месечина се гледа навечер, бидејќи го следи сонцето од левата страна. Како да знаеме дали месечината опаѓа или расте? Месечината пишува по небото. Ставете го прстот со растечката месечина и буквата Р ќе ви каже растам. Додека опаѓа месечината ја прави буквата С, се смалува. Кога е лево од сонцето, месечината ја покажува буквата Р. Кога е десно, станува буквата С. Блиску до екваторот, српот е хоризонтален како чамец. Српот е секогаш во правецот на сонцето кое го осветлува. На екваторот сонцето заоѓа вертикално на хоризонтот и затоа месечевиот срп е насочен надолу. На екваторот месечината во вид на чамец не води на море. Месечината во растечката фаза можеме да ја видиме навечер, осветлена од сонцето кое само што зашло десно на хоризонтот. Да појдеме на југ. Прво го поминуваме екваторот. Сонцето и месечината не се поместуваат. Стигнуваме на јужната хемисфера. Сонцето и месечината имаат иста положба, но тој што гледа е наопаку. Ајде да го свртиме. Месечината е десно и српот е заоблен, се претвори во С. Овде на југ сонцето заоѓа лево, а не десно. На јужната хемисфера сонцето изгрева на исток, како на северната, но во пладне не е на југ, туку на север. Заоѓа на запад, како на северната хемисфера. Но го поминува небото обратно, од десно налево. Истото го прават и месечината и ѕвездите. Месечината се навалува на кај југ и понекогаш е многу ниско, како сонцето во зима. Неколку денови подоцна е малку повисоко на небото, а недела дена подоцна уште повисоко. Тоа е месечината која се издигнува и немојте да ја мешате со растење. А месечината која се спушта нема никаква врска со опаѓање. Додека месечината ја обиколува земјата, се дига и спушта на небото. Зошто? Поради земјината навалена оска, месечината се дига и спушта во текот на месецот.
Погледнете ја месечината пред хороскопот. Во Стрелец, месечината е ниско на хоризонтот како сонцето во декември. После 2 недели, месечината се издига во Близнаци, високо на небото, како сонцето во јуни. Потоа 2 недели се спушта. Секој ден месечината поминува 50 минути подоцна и секој ден оди на небото повисоко или пониско од претходниот ден. Нека ориентир ви биде зградата од преку патот. И ќе видите како месечината се дига и спушта. Месечината врти околу Земјата. Колку денови и се потребни? Зависи дали гледате од месечината или од Земјата. Да ја земеме за појдовна точка младата месечина, денот кога месечината е во линија со Сонцето. За да ја помине орбитата и да се врати на појдовната точка, и треба малку повеќе од 27 денови. Но Земјата оди по својата орбита и после 27 денови месечината е тука. Сврти цел круг, но се уште не е дојдена во линија со Сонцето. И се уште не е целосно млада месечина. На месечината и требаат уште 2 дена за да дојде во линија со Сонцето. Значи 29 денови. Месечината се враќа на појдовната точка за 27 денови, но и треба 29 денови од една млада месечина до друга. Во календарот е 29 денови од една до друга млада месечина. Тој расчекор од 2 дена го прави циклусот од 13,5 месеци, кој се поклопува со циклусот на плимите. Во небесната механика се убаво се вклопува.